Пчеларите бараат зголемување на субвенциите кои што сега се само 600 денари по пчелно семејство. Вела дека оваа цена била уште откако се воспоставени субвенциите за нив, а се друго било поскапено. Токму поради малата помош од државата, раселувањето на населението и елементарните непогоди. Бројот на пчелари во Прилепско е преполовен за разлика од минатото. Пчеларите велат дека без субвенции нема ниту да опстанат. Се помал е интересот кај младите. Нас целта на здруженијето точно не е токму тоа да се зголеми бројот на се помлади пчелари. Причина е тоа што за да се почни со пчеларство, почетокот е малку тежок како и со секоја друга работа. Како што кажав, малце младите очекуваат најнаш првите 2-3 години да веднаш да има приходи, меѓутоа не е секогаш така. За да се дојде до добри приходи треба да поминат 4-5 години. Проблем била и нелојалната конкуренција која што во маркетите се представува како мед. Тој производ се познавал и по цената која што била 400 денари, а само производствената цена за една тегла вистински мед била 400 денари. Тоа е гликоза увезена од само Бог знае од каде, од Молдавија, од Аргентина, со вештачки добиена храна, од да речем пченка, од царевки, од такви работи, кои се генетски модифицирани и кај нас неконтролирано влегуваат по маркетите и не само по маркетите. Но сепак доколку вистински се посветиш на пчеларството, тоа може да биде и профитабилна професија и да се живее само од него. Живеам во пчеларство, не работам никаде, семејство гледам од одгледување на пчели, неам работено никаде. Чувам моментално некаде сега околу 240 пчелни семејства, произведувам производи од восок, мед, полен, прополис, матичен млеч и ги пласирам на пазарот, претежно на нашиот пазар, тука, македонскиот пазар. Му препорачуваме кој сака да почне да проба, тука сме ние по средната генерација, по старите. Здруженијето е тука, значи целта и баш е на здруженијето тоа да се промовира пчеларството. Инаку во Прилеп по 16-ти пат се одржа сајмот на медот, чие што цел е да го доближи медот и пчелните производи до граѓаните и да ги промени нивните навики, повеќе да конзумираат од овие здрави производи.